Овој ЕУ карван низ новите земји членки ве води во Словенија. Земјата со најдобар образовен систем на Балканот. Според некои рангирања е четврта во Европа според квалитетот на образование. Иако не е задолжително, во средно образование продолжуваат дури 98% од основците, а на факултет се запишуваат 84% од средношколците. Во Словенија има 4 државни универзитети, а во 2014-та на факултет се запишале повеќе од 80.000 студенти, меѓу нив голем број странци и наши, македонци. Националната образовна стратегија предвидува до 2020-та словенечките универзитетски професори да истражуваат на странски универзитети, но и најмалку 10% од вкупниот број професори овде во Словенија да бидат странци. Словенија силно ја поддржува идејата за изградба на единствен европски простор на знаење и се стреми да ги спроведе мерките за поддршка на еднакви можности. Земјата со најдобар образовен систем на Балканот, по влегувањето во Европската унија во 2004 година, стана интересна и посакувана за многу странски средношколци и студенти. Образовниот систем во Словенија речиси целосно финансиран од државниот буџет. Мал дел од финансиските средства се општински пари. Вкупните буџетски трошоци за формалното образование годишно надминуваат 2 милиарди долари. И тука основното образование е бесплатно и задолжително и трае 9 години. Децата се запишуваат во училиште од 6 годишна возраст во областа каде што живеат или престојуваат. Право на задолжително основно образование имаат и децата кои се странски државјани и престојуваат во Словенија. Лани се запишале 21.700 првачиња, што е највисока бројка во последната деценија, а над 166.000 деца посетувале основно училиште во 782 училишта. Околу 39% од средношколците се запишуваат во гимназија, а останатите во стручни училишта. Речиси 90% од учениците по завршувањето на основното училиште одлучуваат да го продолжат своето образование, а 84% од оние кои завршуваат средно училиште одат на факултет. Студиите се обезбедени од страна на јавните и приватните универзитети, факултетите, уметничките академии и коледжи. Во Словенија има 4 универзитети: Универзитетот во Љубљана, во Марибор, Приморскиот универзитет и Универзитетот во Нова Горица. Љубљанскиот универзитет има околу 64.000 студенти и еден од најголемите во Европа. Се состои од 23 факултети и 3 академии. Во текот на последните години високото образование во Словенија претрпе неколку законодавни и структурни промени, брз институционален развој и значително зголемување на бројот на студенти. Како и некои други земји на Европската унија, и Словенија се одлучи за постепена имплементација на болонските реформи. За студентите од земјите членки на Европската унија процедурите за упис се исто како и за словеничките. Школарина се плаќа само за вонредните студии, додека пак редовните се бесплатни. Студирањето на некои од словеничките универзитети и за македонците е исто така бесплатно. Единствен услов е да има завршено средно 4 годишно образование и сертификат за владење на англиски и словенички јазик. Парите од европските фондови помогнаа на Словенија да развие ефикасен и функционален систем кој обезбедува квалитет во образованието. Од 2007 година до 2013 Љубљанскиот универзитет учествувал во 40 проекти финансирани од Европскиот социјален фонд. Со кофинансирање од Европската унија се изградени нови објекти на факултетот за хемија и факултетот за компјутерски информатички науки. Ова е еден од најголемите проекти во словеничкото образование. Неговата вкупна вредност е над 116 милиони евра. Двата објекти се изградени со грант од 88 милиони евра од европските структурни фондови. Останатите средства се буџетски. Со подобрување на условите за студирање се воспоставуваат услови за поттикнување на иновативноста кај студентите, а се отворат и повеќе можности за вработување. Доброто образование и вештините се важни предуслови за наоѓање работа. За таа цел со околу 1 милион евра пари од европските фондови се отворени центри за кариера на Љубљанскиот универзитет, кои обезбедуваат групни советувања, можности за вработување на дипломирани студенти и информации за слободните работни места. Во периодот од 2007 до 2013 година за Еразмус програмата за мобилност на студентите во Словенија се наменети вкупно 26,8 милиони евра. Ова европска програма до 2020 располага буџет од 14,7 милиарди евра. Европската унија сака на повеќе од 5 милиони европејци да им овозможи модерно образование, обука, работно искуство или вклучување во волонтерска работа во странство.
Се инвестира и во изградба на нови училишни згради, се модернизира и старата образовна инфраструктура. Се градат и неколку спортски сали, а 11 словенички општини добиле над 1 милион евра за изградба на енергетско ефикасни градинки. Пари се одвојуваат и за неформалното образование. Приоритет се развојот на човечките ресурси и доживотното учење. За да ви го представиме образованието во Словенија, прво мора да се запознаеме со школскиот систем на словенците и тоа од основно училиште до завршување факултет. Тргнуваме, се разбира, од прво оделение и тоа во едно необично основно училиште. Ова зад мене е основното училиште Данила Кумар во Љубљана. Тоа е државно основно училиште, но е специфично по тоа што функционира според две програми – меѓународна и национална. Наставната програма во меѓународната секција се одвива на англиски јазик, а онаа во националната на словенечки. Во неј учат околу 800 ученици кои по завршувањето на деветолетката треба да бидат подготвени за предизвиците кои ги носи средното образование во Словенија. Во меѓународното основно училиште Даниле Кумар разговараме со директорката Мојца Михалич и наставничката и библиотекарка Катерина Ловењак. At the beginning, please tell us something more about Danile Kumar Elementary School. Well, we are one of the public schools from Slovenia, but we are unique in one thing because we have two programs at our school. We are the only public school which have national and international program in the same time. So that's what we are. Yeah, that's a little bit interesting for us in Macedonia. An international school owned by the state. What is the idea and the goal to establish this educational institution? Well, now we have almost 30 years of our working at this program because there are many diplomats and some other businessmen and so on. They have to have the education for their children too. On the other hand, when Slovenia becomes a part of European Union, we have to have such a school. So that was coincidence, a good one for us. So that's the main reason why we have a state public school, which we have two programs. That's why. Actually, here at our school, the national and the international program are officially separated, so they do follow the different programs. But in reality, we try to actually bring the best out of each program. We have a lot of connections on all levels between the teachers when it comes to cooperation between the within the curriculum framework, and as well as between the students who actually go from one class to another. They meet each other all the time. They are involved into into the same projects, into the same competitions. So that's definitely a benefit, and it's something that is also unique for our school. So on the one hand, we have two different programs. On the other hand, we are intertwined all the time. Basically, the languages we teach in are Slovenian for the national department, English for the international department as the language of instruction, but all the language classes are taught in the target language. So let's say French is taught in French, German in German. What has changed into the elementary education after Slovenia joined the EU? Well, we have some changes, but not because of our involving into the EU. Many years ago, we changed our system from 8 years elementary school to 9 years elementary school, and then we changed a bit a program and methods and techniques and so on. That's it, I think.
Do you increase the quality of the educational system in the elementary? Yes, all the time, because we have to follow the modern strings. We have to follow. We have to update our knowledge every day, because if we don't do that, we are going backwards. So, of course, we are upgrading everything. We have to. That's why we could say that we are a very good school in Slovenian system. I believe we have a very good results, not only academic results. We have a lot of things we are doing with our students, but I believe that Slovenian system has good schools. Tell us something more about the recent and the future projects related by the EU program. Well, sustainability. I told sustainable development is for sure one of the main project which involved all the others. Of course, we have, if you look at our documents, you can see that we have few pages of those projects we do each year, and of course each year at the end we do evaluation, how good we were, if we made all the plans, if we realized all the plans and so on. So for sure we want to be intercultural, interdisciplinary. So when we are teaching math, it's not only the math. It could be Slovenian or English language, it could be gym or something else. So we want to teach our children to be a critical mind, for critical minding. Critical thinker. Thank you. To mind open. Yeah, with open-minded. Yes, to be open-minded and to think critical, positive, critical. Во Марибор сме гости на една од најпрестижните гимназии. Марибор со своите нешто над 100.000 жители има меѓу 15 и 20 средни училишта, од кои 5 се гимназии. Во втората Мариборска гимназија разговараме со директорот на училиштето, господинот Иван Лоренчич. Господин Лоренчич, ве молам на почеток објаснете како е организирано средното образование во Словенија. Srednje šolsko izobraževanje ima v bistvu dve veji, eno je poklicno izobraževanje, drugo je pa splošno izobraževanje, to so gimnazije. Poklicno traja 1 do 4 let, gimnazija pa 4-letna gimnazija od 1. do 4. razreda. Се смета дека средното училиште и гимназиите во Словенија не е лесно да се завршат. Дека голем број од учениците го завршуваат своето образование тука и заради тоа мораат да бидат подготвени со општа култура и да бидат подготвени за да се соочат во своите кариери. Дали е така? Da, gimnazija daje dijakom zelo dobro izobrazbo za kasnejši študij, dobijo kup splošnih znanj, poleg tega pa do zmeraj več dobijo praktičnih znanj na tistih področjih, ker se doda posebej na področju naravoslovja, ker delajo ogromno vaj. Jezikovne kompetence, po mojem, odhajajo na univerze kar precej dobro pripravljene. Дали наставната програма за средното образование и за гимназиите во Словенија е прилагодена на онаа во другите европски земји, членки на Унијата? Ja, zdaj, kar se tiče poklicnega izobraževanja, tam nekatere stvari morajo biti, kar se sploh kompetenc tiče, usklajene zaradi prihoda delovne sile. Kar se pa gimnazije tiče, pa gimnazija v vsaki državi je popolnoma avtonomna in se ni treba prilagajati evropskim standardom, nekim prilagajati, ampak več ali manj pa seveda pogledamo, kakšna je šola v Švedski, ne vem, Nemčiji, Finski, Franciji in potem na osnovi tega tudi naredimo našo šolo. Не па чисто еднакво. Создава ли Словенија во средното образование доволно квалитетни кадри во некои области, особено во оние струки кои не треба да завршат и високо образование? Ja, Slovenija zelo podpira, vendar je problem tega, da otroci se zelo ne radi odločajo po osnovni šoli za poklicno izobraževanje. Je problem s tem. Zdaj v zadnjih 2 letih, ko je brezposelnost večja, v Sloveniji so se pa začeli bolj odločati za poklicno izobraževanje, da dobijo nek poklic in da lahko potem v delo. Je pa res, v Sloveniji se 40% otrok pisuje v gimnaziji. Има ли разлика од средното образование во Словенија денес и средното образование во Словенија пред влезот на Словенија во Европската Унија? Мислам во квалитетот.
Mislim, da ja, zato ker prvič dve stvari so se zgodili. Zgodilo se je ogromno vlaganje, ogromno denarnih sredstev je bilo vloženo v opremo, šole so bile zelo, zelo močno obnovljene, ogromno se pa tudi naredilo na izobraževanju učiteljev. Tako da izobraževanje učiteljev je tisto, kar se po šoli, po fakulteti, torej učitelji se izobražujejo in se spremljajo. Sam lahko rečem, recimo področje tujih jezikov, izjemen napredek. Pri naravoslovju, fizika, kemija, biologija so zdaj obvezne praktične vaje, otroci morajo praktične vaje delati. Ogromno je recimo računalnikov po šoli, na tej šoli jih je 200, tako da ja, velik napredek je bil. Slovenija se načrtno odloča, da vlaga v šolstvo. Imate eksterno testiranje i državna matura. Koliko godini gi premenuvate i kakvi se rezultatite od njih? Letos je 20 let, ravno letos je 20 let, prva slovenska matura je bila leta 95, eksterna matura iz 5 predmetov, 3 so obvezni, slovenščina, matematika in tuj jezik, potem sta pa 2 izborna predmeta, to so pa vsi ostali predmeti, ki v gimnaziji ponujajo, vsi izpiti so na isti dan, ob isti uri, recimo da ravno jutri je prvi izpit letošnje mature, je angleščina, potem pa se sledijo ostali predmeti. Rezultati na maturi pa približno tam na prvem roku v juniju okrog 90% otrok maturo naredi. Je solidni rezultati. Da li so eksterното testiranje ги тестирате и наставниците и професорите? Или на кој начин го тестирате квалитетот на вашите вработени? Dva načina. Prvi način je ta, da pogledamo rezultate mature, recimo predmet fizika, pogledamo kakšna je poprečna ocena naših dijakov na maturi, potem pa to primerjamo z republiškim, z državnim poprečjem. Ugotovimo, da smo boljši od republiškega poprečja ali slabši. Na ta način se potem tudi z učitelji pogovarjamo, kaj lahko spremenimo, kaj lahko je na boljše. Drug način pa ugotavljamo kvaliteto je pa, da pri nas mislim, da smo ena redkih šol, da dijaki, učenci, dijaki ocenjujejo učitelje. Torej učitelji, dijaki dobijo vprašalnik, na katerem jih sprašujem, ali ste zadovoljni s poukom, ali učitelj uporablja dovolj tehnologijo, ali ima korektno odnos, ali so testi dobro narejeni. In na osnovi tega dobimo oceno učitelja od 1 do 5. Оваа зграда е Универзитетот во Љубљана, најстар, најголем и најдобро рангиран универзитет во Словенија. И уште повеќе, тој е во групата на 500 најдобри во светот, односно на самиот врв според квалитетот на образование што го нуди. Во негов состав се 23 факултети и 3 академии. Тешко е да се каже која од нив е најпрестижна, исто колку што е точно тоа дека дипломата стекната овде овозможува успех во кариерата без оглед за која струка станува збор. На најпрестижниот универзитет во Словенија, Љубљанскиот, разговараме со проректорот, професор доктор Горан Турк. Mr. Turk, tell us please something more about the University of Ljubljana. When was it established? How many students enroll in it annually and how many of them get a degree? Hello. Yes, indeed, our university is the most prestigious in Slovenia. It was established in 1919, so it's almost 100 years old. And right now we have about a little more than 40,000 students enrolled in our university. And the university is divided into 23 faculties and 3 art academies. So it is quite diverse. It is a comprehensive university. It covers all fields from arts, humanities, social science, natural science and technology. So everything that you want to study in Slovenia, it is at our university. Which faculty is most famous at your university? There is no such faculty. Every our member is as important as any other. Can you tell us how many of the students get a diploma here? I just checked the numbers, and it is about a little less than 10,000 students finish their studies at the university each year.
So in percent it will be around... Well, that's difficult to calculate because I was judging that it is maybe 50% or maybe a little more, but that's I can't really give the exact value. That means that half of the students are getting their studies to the end. Yes, something like that. The studies are very difficult, or the students are bad? It is true that it is not very difficult to get enrolled at the university. You need to finish your high school diploma and you can get in at the university. But then the university requires maybe something more than those young people are prepared to. And if they are not capable or not willing to do all the work necessary, then they can't finish. Are the diplomas from the Slovenian universities, especially from the Ljubljana University, recognized in all of the EU countries? Yeah, I believe so. I know for my field of studies for civil engineering that our graduates are very well received in Austria, Germany, and it's very easy for them to get job in those countries and also in the other countries. So I have to confirm that the diploma from the University of Ljubljana is a very valuable diploma. Слушнавме што вели проректорот Турк за тоа кој факултет или академија е најпрестижна на Љубљанскиот универзитет, а да го чуеме и мислењето на словенците на ова прашање. Which are the faculties that students have the greatest interest to study? Right now, I think medicine, pharmacy, engineering, that's pretty much it because you have jobs in there. So a lot of people go also to law, economy, but there's not a lot of jobs in economy right now. So you have to go to study something like chemistry, medicine, and stuff like that. In Slovenia, probably the medicine, because it's the best, and they can go abroad as well, because they're really, really appreciated as workers in the other countries as well. But from economics and philosophical faculty, they can't get employed because there's a lack of jobs for this area. Definitely medicine. At my high school, I think 3/4 of them will go to study either medicine or molecular biology or something like that, or law. Law is also very popular. It's a lot of people are interested in human science and a bit less in the natural science. But also art school are full. Pa ne znam, mislim, kod nas je filozofska je dosta jaka i FDV, to je novinarstvo i te stvari. Je. Philosophical college, medicine or artish. Like I'm studying architecture and there's a lot of people that want to get there. But there are almost also limitations. So if someone doesn't get to the college they prefer to go to, they just settle with another. And it's okay enough. Pa сега najviše idат na ovija, kako bih rekao, ekonomija, filozofija, jazici i tako da. Mašinstvo recimo i така, tehničkите nauke se reklamiraат, ама има помалку. Сега тренд е да се упишуваат у тия технички, како би рекол, дека има полесно работа се добива. With which notable European university do you cooperate? I would say with most of European universities in many cases. Our cooperation with other universities goes through many doors, because at every faculties or art academy there are people who collaborate with some other people in other universities. So it's very difficult to find a university in Europe that we don't cooperate in one way or another. What about St. Kirill and Methodi, our most prestigious university in Macedonia? Yeah, I was very recently, well not very recently, but a couple of years ago I was in Skopje as a guest of your university,
from the civil engineering department. We visited the construction site of a dam near Skopje, and we want to cooperate in the area of earthquake engineering and dam safety. And so, yes, we are in a way already somehow connected, not as much as one would like to see, but we are cooperating, yes. Меѓу странските студенти кои студираат на Љубљанскиот универзитет е и македонецот Марио. Марио Космач е бруцош на Факултетот за информатика на Љубљанскиот универзитет. По 6 месеци минати овде веќе стекнал впечатоци кои во наредните минути ќе ги сподели со нас и ќе ни објасни зошто токму Словенија ја избрал за да го продолжи своето образование. Марио, како реши да студираш во Словенија? Словенија ми делуваше како најдобра опција, поради тоа што не е толку далеку од Македонија, нели? Нуди добри услови. Одлично образование има. Најголем дел од предавањата и од вежбите се обавезни и тоа што значи дека мора да отидеш да присуствуваш, да интерактивно со професори и со асистенти да делуваш. Учам на странски јазик, на словенечки, и тоа ми е најнапорниот дел од програмата, а другото е окей. Do you cooperate with do you use some kind of European money, the money from the European funds? Do you have some European program at your university? We have some, well, of course we have research project, and this is a relatively large part of our income is through European projects. These are research projects mostly. We have some other projects that are also financed through the European Union, through the Commission, and they're not research. One of those is quality assurance of the University of Ljubljana, and another one is Career Center of the University of Ljubljana. Those are projects that are financed partially from the European Union, and it's not research. And also we have about 18 joint programs with other universities, and those are financed differently. Some are financed individually, some are financed from other parts. So these are all. Can you tell us something more about specific program or specific project that you do with the European Union? Or about some specific amounts that you used? Well, it is, we have hundreds of European projects every year, so it's really difficult to point out one or two out of those hundreds of projects that we are cooperating within. Personally, I'm involved in 2 European projects dealing with wood and with wind engineering. So it is, that depends on the cooperation with other universities and faculties and researchers from Europe. So it's, I can't really point out any of them. How much money do you get from the European funds for research hardware? In this program, it is, I believe it's about 100,000 euros for 2 years. And another one is for wind engineering. We have, in some part of Slovenia, wind is very important factor. It is doing a lot of damages. And this is a project through the European Commission for Civil Protection. And it is a project that we will try to first to see if we can analyze the kind of wind that the wind borea is, and also how to deal with this wind. Еразмус е програма што поддржува транснационални партнерства во образованието, обука на младите и промоција на спортот. Го носи името на холандскиот филозоф Десидериус Еразмус од Ротердам и представува двигател на модернизацијата на високото образование во Европа. До 2013-та повеќе од 3 милиони студенти биле на размена во над 4000 универзитети надвор од нивната земја.
Канцелариите на Еразмус Словенија се сместени во оваа зграда. Which are the main priorities of Erasmus? Erasmus program, well, now it's called Erasmus Plus, grew from previous programs. They were called Erasmus, Socrates, and then it was lifelong learning. Now it's Erasmus Plus. And the main priority, I would say there are two. For one, it's modernization of the educational systems on a whole. Improvement of quality of educational systems, and on the other hand, it's actually improving employment of young people. So through mobility, through improvement of the systems, to make them more employable. The European Parliament allotted funding of 14.7 billion of euros, or 40% more than the current budget frame. How much of these funds are assigned to Slovenia for this program? And what is the interest of the students to spend part of their studies in the European universities? Well, the interest is huge. I can present it in a way that Slovenia right now yearly receives about 10 million euros for the activities of Erasmus+. Over half of this budget is for mobility in higher education, and I would say that at least up to 8 we could spend for mobility of students to make it possible for every interested student, and also with the grant that would allow them to make this mobility. How much has Erasmus expanded the horizon of the Slovenian students? I would say that significantly. We had mobilities prior to Erasmus, but they were very limited in numbers. Only top students sort of had this opportunity to spend part of their studies abroad. Base for this were bilateral agreements between faculties and universities, but this was very small in numbers. A couple of students per year, per university, were made possible to spend half of year, for instance, in a partner university. Right now, about 1,500 students from Slovenia each year travel abroad to spend part of their studies somewhere in Europe. What do the Slovenian students have to gain from the Erasmus program, and how helpful is it in expanding their competencies? Well, not only the experience of another culture, of new language, but more and more new pedagogical methods are interesting to them, so that you are learning in a way that is different from the manners in Slovenia, and especially making contacts for your future, not only for the half a year when you study, but they are also thinking about what more they can gain, how they can improve their chances in the labor market after they finish their studies. So many of them also are interested to implement practical placements abroad during their studies, so to gain directly the competencies for labor market. What kind of experience and success story bring the Slovenian students that were involved in the Erasmus program? As I mentioned, a number of them made first contact during their Erasmus mobility, and then they got employed abroad. Many of them have made good impression during their placement in known companies around Europe, and these companies, because they were very satisfied with students, then offered regular employment to them. This is one side. The other is that quite a number of them meet their future spouse, they marry. We have gained some. That means that they have brought their wife or husband back to Slovenia, but we have also lost some because they left for another country. But we are proud that we can say we have quite a number of Erasmus kids already. Are you satisfied with the amount of money that state separate for the research?
No. Why? Because it's not enough, and it's every year less. So this is something that we have to change. It's the percentage of our gross income in Slovenia is not enough. No, not enough money is put on the higher education and not enough money for research. Can you say total amount or percent? I'm not sure not now about the percentage. I don't like to say about 2% because in that case 10% is a very important number. So the total budget? For the total budget, yeah. So it's I really don't want to say any percentage because it's not. I haven't checked the value before, so it's. But I know it's less than it should be. And I know that our university is getting less money 4 or 5 years in a row. So we are getting less and less money in the last 4 years, and that's becoming a problem for the university. What is the biggest challenge for Ljubljana University in the following period? Well, financing is one thing that we need to settle because otherwise we will have really a big problem. One of the important problems is now the financing of doctoral study. It is not financed at all by the state, and the number of doctoral students is going down rapidly because it is quite expensive to study for the doctoral studies. In general, the tuition at our university for the doctoral studies is 4,000 euros per year, and this is too high for a young person who just finished his diploma or master's, and we cannot really expect that young people will invest every year 4,000 euros for doctoral studies. So we have to do something to finance doctoral studies. So this is something that's very important. And another important issue is also financing doctoral studies, also the accreditation procedure. As I mentioned before, the National Agency for Accreditation is now responsible for accreditation of the programs and for accreditation for the institution. And it is just too many programs in Slovenia for this agency to deal seriously. And this is something that had to be changed in the law of the high school education law, so that only institutional accreditation would be the responsibility of the agency, and the program accreditation would be the responsibility of the institution, of the university in our case. Во Словенија е лесно да се стане бруцош, но треба здраво учење за да се заврши факултет. Не е лесно ниту да се заврши средно школа и гимназија, но токму овие особености го прават словенечкото образование посебно и продуцираат квалитетни кадри во секоја струка кои потоа лесно наоѓаат работа и имаат успешни кариери. За останатите придобивки од членството во Европската унија во следната епизода на ЕУ Караванот низ новите земји членки. Довидување.